Управниот суд уважи една од поднесените 28 тужби против приговорите на Државната изборна комисија за гласањето и сумирање на резултатите од првиот круг на локалните избори. Управниот суд уважи една тужба од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ за поништување на гласање на избори за членови на Советот на град Скопје на гласачкото место 2461 во општина Сарај. По добивање на одлуката од Управниот суд, Државната изборна комисија треба да се изјасни дали прегласувањето во ова избирачко место ќе има влијание врз изборниот резултат и дали врз основа на тоа ќе има прегласување на ова избирачко место. Од ВМРО-ДПМНЕ денеска обвинија дека иако до Управниот суд поднеле 24 тужби за 45 избирачки места за изборни нерегуларности, судот поради притисокот не дозволил прегласување во избирачките места. Ваквото делување на управен е заради оркестрираниот притисок од страна на двоецот СДС-СЈО. Имено СЈО во монтирана постапка во предизборниот период покрена постапка против 5 судии во Управниот суд заради нивно слободно судско уверување, додека судскиот совет под влијание на СДС надвор од секаква правна логика и го одзема судскиот имунитет. ДИК и Управниот суд беа под страшен притисок, како и целата администрација. ДИК и Управниот суд одеа по линија на помал отпор и одлучија да замижат пред очигледниот фалсификат на овие избори, само за да не станат предмет на понатамошен прогон на политичкото обвинителство на ЗАЕВ. Вакво насилство, притисоци и закани немало и не смее да се повторат. Целата јавност, преку доказите и фактите кои беа објавени во медиумите, виде дека на изборите во недела беше направен најголемиот изборен фалсификат во независна Македонија. По одбиените приговори до Државната изборна комисија покрај коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, до Управниот суд по една тужба поднесоа и ВМРО, Левица и Алијанса за албанците. По тужбите на партиите одлучуваа 5 судечки совети составени од по 5 судии кои беа избрани по пат на ждрепка. Одлуките на Управниот суд се конечни.